Поштувано, ние продолжуваме со Студио 1 и останатите содржини предвидени во него, а следно е блокот Мода со колегата Сергеј Варошлија, кој што исто така на почеток, како што ми најави, ќе се осврне на влијанието кое што балканската звезда Карлеуша го има во модниот свет. Апропо нејзиното доаѓање и гостување во 1 ТВ, Сергеј, Така е. Ќе се осврнеме за разлика од мене имаше можност да се дружиш со него. Бев присутен и го видов тој феномен во живо и ќе им објаснам на гледачите како јас тоа се доживеав. Зашто всушност се работи? Меѓутоа имам ексклузивна информација што сакам да ја споделам пред Карлеуша. Одиме. Значи, господинот Бојан Јовановски, собственикот на 1 ТВ, денеска доби официјална покана од брендот Валентино да присуствува на модното шоу во Париз за колекцијата, за машката колекција на 20 јуни. Така да во прилог ви е документот и мејлот, тоа сигурно ќе биде едно посебно модно доживување, кое што за мене е исклучително битно, меѓутоа верувајте ми и за сите вас. Така да ќе го очекуваме 20 јуни со огромно задоволство и нетрпение пред се да видиме како целото тоа шоу ќе биде пропратено и што Бојанот тамо ќе ни донесе како еден новитет за јас да можам да ви го презентирам на сите вас. Така да еден голем аплауз за Валентино и за се ова што се случува. Сега, да одиме на Карлеуш. Не знам како да ви зборувам, а да ме разберете вистински. Јас многу сакав да ја сретнам оваа личност буквално во живо, за да видам дали е тоа станува збор за некаков си мит, станува збор за некаков си визуелно вештачки створен шоубиз производ. Можеме да промениме фотографија. Секогаш е дотерана, секогаш го прати трендот, никогаш не се повторува во комбинациите. Се што гледате на нејзе, буквално е она што е тековно на светската сцена. Значи, исклучително е тешко кога си јавна личност и кога си мега светска звезда од овој калибар да си тековно со трендовите. Заради тоа што пред се парчињата на гардероба што она ги носи, многу ретко се наоѓаат, а она секогаш ги комбинира на некој си нејзин собствен автентичен начин. Така да јас ја гледам сега нејзе од една модна дистанција, од една модна перспектива. Секогаш е различна. И како што самата ни објасни тука, значи има еден момент кога она изгледа приватно така како што изгледа и има моменти кога тоа се само костими, кои вие, драги гледачи, често знаете да го носите тоа што ќе го видите на нејзе, да го облечете на матура, да ви го сошие некоја шнајдерка или некоја шивачка или да уклопите нешто и да бидете катастрофа. Значи не пробувајте да го копирате овој изглед. Да се вратам на моето доживување и на анализата и мојата фасцинација од Јелена. Можам да ви кажам дека све што слушате, дека била пластична, дека била ваква, дека била дебела, дека не била како што треба и дека тоа е еден естраден шлјам, сте во огромна грешка. Никогаш оваа телевизија немала толку публика кога она дојде. Јас не сум видел исклучителни познати личности од светски размери. Меѓутоа, личност со толку голем X-фактор и со таква аура околу себе не сум сретнал. Исклучително воспитана, со исклучителен стил, со манири. Кога се мисли за лајфстайл, пред се мисли на манири, а не се мисли дали се возите ваква или онаква кола, или што имате на себе. А она при тоа го има се. Секој моден детаљ, све на нејзе е направено буквално онака како што треба да биде. Еве, ова е во нашето студио, кога се снимаше емисијата Вечер со Тијана. Фасцинантна е и како појава, фасцинантна е и како енергија, заради тоа што станува збор за една жена од 1,90 м, која не можам да ви објаснам колку атрактивна.
некој оген има во себе кој ја води во сето тоа и дефинитивно шири една светлина и една позитивна вибрација и дефинитивно имате чувство дека до вас се наоѓа една суперзвезда. Нема да го дискутирам моментот на дали ви се допаѓа нејзината музика или не, меѓутоа пред ваква модна икона светска и боговите молчат, па така да замолчете и вие и ќутете и не траскајте глупости дека изгледала вака или така или дека наградите и требало сонцето или не и требало или зошто има наочар или зошто има ваква алка или какви се градите или каков е струкот или дали има помалку кила или повеќе кила. Она изгледа да ви ја затне на сите устата и затоа и она постои. Ова е пристигањето тука кај нас во телевизија. Ова е пред нејзиниот настап вечерта, кој исто така и јас го пропуштив. Ми беше исклучително криво, меѓутоа не можев да присуствувам на таа вечер. Тие парчиња што она ги носи, тоа се светски парчиња кои буквално можеби само 5 личности во светот имаат пристап до нив. Од чизми до појас, таа коса што ја гледате многу ретко се наоѓа толкава екстензија. Значи, обично екстензиите се лимитирани, да кажеме, дока е 1 метро. Оваква екстензија сме виделе само на Ники Минаж, евентуално на Ким Кардашијан, и јас сум видел само на неизе, при тоа да е од природно влакно. Се на неизе е перфектно, повторно ќе кажам, звездата што ја носи во себе, иако ми е позната, ја имам и среќавано кај една моја драга особа, она го има X факторот во неограничени количини и дефинитивно е фасцинантна. И секогаш ако имате прилика да ја видите или доживеете некако во живо, ви го препорачувам најтопло тоа искуство. Сега, оваа модна комбинација, она ја носеше пред некои си 10 дена. Изгледа, за мене изгледа многу просечно, меѓутоа одлично. Сега ќе ја ставиме Јелена малку на страна, го кажав тоа што го мислам за неизе, а при тоа да видиме што се случуваше во свет. Се случува CFD Fashion Awards. Значи тоа е, како беше Баневски? Council? Совет на модните дизајнери на Америка. Донателла Версаче беше почестена со наградата како почесен член на истата, изгледаше така како што изгледа, одлично во сопствена креација и многу ми се допаѓа како она го прави се тоа. Мислам дека Мерлин Монро сега мене ми зазвони, али немам време, се бавам со Донателла. Ја имаме Донателла со Джиджи Хадид, двете се исто така облечени во Версаче. Дефинитивно Донателла ја одбележи и минатата и оваа сезона дава силен удар. Моден, нормално. На CFD Fashion Awards Наоми Кембел беше прогласена како стилска икона. Погледнете само како она изгледа. Облекла црвено, која е исклучително во тренд, меѓутоа внимавајте повторно со црвеното. Црвено се носи само кога знаете да го носите. Инаку ќе се пропастите и ќе се ударам јас со штикла у глава ако ве видам во ваква имитација или во ваква копија. Значи, перфектен дизајн, браво за Наоми. Прв пат на овие награди што се случуваат секоја година се додели наградата за моден инфлуенсер. Кој друг, ако не Ким Кардашијан ја прими истата награда на нормално огромно задоволство на самата себе си и на нејзините фанови. Ким изгледаше вака, односно овака. Сега, на кого ова ве потсеќа? Дали пред малку ја видовме Јелена Карлеуша во истото издание? Дали Јелена Карлеуша го облече овој фустан пред 10 дена, а Ким Кардашијан го облече вчера? Па да видиме споредбата. Ким дали пак го направи истото? Бевме сведоци дека пред некое време и сите светски таблоиди коментира како Ким Кардашијан го краде изгледот често од JK или балканската дива Јелена Карлеуша.
се појавија разноразни шпекулации. Јелена Карлеуша дури стигна и на светските американските телевизии со фотографии буквално за споредба. Од тогаш Ким Кардашијан призна дека ја фаворизира и ја третира како една модна икона, меѓутоа не смееше овој пат ова да си го дозволи Кимка, заради тоа што станува збор за CR Fashion Awards, каде што е прогласена за инфлуенсер, а носи аутфит, односно фустан, кој веќе некој го направил пред десетина дена. Така да за Јелен едно голем аплауз, а за Кимка еден голем минус, станува збор за буквално ист фустан, само малку се боите различни, едната нема ракави. Јас ке се исклучам сега за сега. Нели мислиш, колега Баневски, дека светските звезди крадат од нашите балкански или локални? Нашите балкански, па не знам од нашите балкански. Конкретно од една балканска, бидејќи можеби една балканска звезда е. Па да. Ако се согласиш со мене. Се согласувам, да, една е од тој калибар, меѓутоа нели мислиш заради тоа што во светот го имаме, во светот има тоа што го има на модната сцена, зошто или како они тоа го прават? Како Ким Кардашијан стига да украде? Моја лична претпоставка е дека тоа се всушност нивните стилисти кои што наоѓаат некоја си балканска звезда која што никој не ја знае, па дај да ставиме на нашава Кимке тоа што никој не го видел од светот. Тоа е моја претпоставка, бидејќи мислам дека нивниот свет далеку помалку е запознаен со нашите балкански звезди од ние што сме запознаени со светските. Така е, меѓутоа светот имаше прилика да запознае и Јелена Карлеуша и да митот види... беше пробиен, така? Да, и тоа беше еден голем пробив. Така да од мене во студио 1 за денеска толку. Се гледаме утре повторно во модна критика, модна анализа, модна полиција и ќе видиме што се случува тековно во светот кај нас. Од мене толку за денеска и поздрав.